Единствениот музикотерапевт во регионот, професорот Томислав Таневски, веќе 3 децении работи со деца со аутизам и лица со попречености. Ученик на професорот Кирил Македонски, од кого ги стекнал знаењата за музикотерапијата. Таневски вели дека токму таа основа го изградила неговиот пристап по кој денес е препознатлив. По повод 2 април, светскиот ден за подигањето на свеста за аутизмот, тој нагласува дека музиката има силно влијание врз овие лица, но само ако се применува стручно. Објаснува дека терапијата мора да започне правилно за резултатите да бидат неминовни. Сепак предупредува дека во земјава се уште нема обучени музикотерапевти. Потребни се вистински луѓе кои навистина ќе бидат стручни во својот домен, а не лица кои ќе работат за пари, додава тој. Јас веќе 25-6 години, може да се каже и 30, работам со музикотерапија во Република Македонија и сум единствениот музикотерапевт во регионов, може да се каже. И од она што го имам како искуство, музиката многу помага. Сега, различно помага за деца со аутизам, различно помага за деца со одредени други попречености, сега да не ги редам сите, меѓутоа, дека помага. Само треба да се знае како тоа да се направи. Ако правилно се постави работата уште самиот почеток, резултатите се неминовни. Вообичаено се работи со музика која е инструментална, значи која нема текст, затоа што текстот психолошки влијае малку поинаку врз самата работа, додека се работи, и не е важно кој жанр ќе се употреби, важно е од почеток е многу битно семејната музика, што слушаат, како слушаат дома, за да може да се преде и кон по-сериозна музика, односно кон класиката. Нема музика лоша или добра, има музика која помага во моментот, има музика која би ја избегнувал во одреден момент, кога во зависност од тоа во каква состојба се самите лица. Самата сеанса, Таневски вели дека може да трае 5 минути, а може и 45. Се зависи од ситуацијата во која се наоѓа самата личност. Кога истата е вознемирена, потенцира дека е задолжително да се пристапи стручно со посебен метод на работа. Ке нас нема музикотерапевти обучени. Тоа е жалосното. Јас, благодарејќи на мојот професор Кирил Македонски, кој е првиот музикотерапевт во поранешна Југославија и единствениот музикотерапевт кој доби секакви признанија меѓународни, јас сум неговиот ученик. А за минутажата со некој кога ќе почнете да работите може да трае 5 минути, а може да трае и 45 минути. Зависи од моментот каков дошол на самата сеанса. Ако дошол вознемирен, ние вообичаено 50 минути правиме ваш ауто, на што е чистење на состојбата негова, за да може да продолжиме понатаму. Ако не го направиме тоа, и ако го направиме тоа, продолжи да не сака да соработува, тогаш нема логика понатаму да се продолжи, него се закажува друг ден и се надевавме дека другиот ќе има препораки за родителите дома. Родителите ќе си го направат тоа што треба да го направат, па ќе дојдат друг ден и ќе продолжиме со работа. Тоа е. Инаку музикотерапијата е лекување со музика, односно терапевско користење на музиката и незините елементи, како звук, ритам, мелодија и хармонија, со цел задоволување на физичките, емоционалните, менталните, социјалните и когнитивните потреби. Музикотерапијата ја изведува задолжително квалификуван музички терапевт, индивидуално или групно, за да ги заекне комуникацијата, учењето, изразувањето, организацијата и другите основни терапевски цели.